Ке кажем дека живиме у еден режим, у еден страшен режим кој сака тај режим да нам наметне Босна и Украина. Не ние што сакаме. Со овакво постапување, значи на припадници на МВР, со оваква тепачка врз народ, над 50 годишња возраст, на човек вилица му скршија. Мене овде ударана сам све по ноге, по грб, по жива утепана. Жене су водене за косу и су тепане. Еве го жена како е ударена. Полко. Ако сака да се тепаме, па Господо, ке се спремиме за друг пат и ке се тепаме. И ке се бориме за наши прави и овој нема да не оплаши. Овој нема да не оплаши. Господја Јанкуловска нека свати дека онај што нема корку леп да јаде денес, дека тај не преза од ништо. Сака сме да ме приведев, меѓутим благодарност до Хелшички комитет реагираше на време и еве Господе, пошто немају зашто нели да приведев, значи пуштени смо на слобода. Господја Јанкуловска и Господе од власт, морав да сватив дека су тие што делив народ, дека су тие што не доведоа до овај степен, дека су тие виновни денеска што е тепан овај народ. А ако ги е за тепачка, тепачка то прв ке биде. Ке се стационира в шатори и то прв ке имају маку од нас. И да не забравим, на крајот, а требаше можда и најпрво на пензионерите да се заблагодарим. Пензионери, значи, сватија нашу голготу и сакав да поможев да се откажев од нини 600 денара. Една голема благодарност за солидарност и све е повеќе, значи, ту е 8 септембар, ту е цивил с нас, ту е солидарност с нас, Хелшички комитет, значи све е џабе на ову власт. Народ сваќа нашу голготу и све повеќе нам се приклучува за да нам даде подршку да успееме у нашите барања. И нека свати господја Јанкуловска што е почела, да видимо како ќе заврши.